Стартува со работа комисијата која треба да ја оцени основаноста на предлогот за импичмент на председателот Ѓорѓе Иванов. Составот на комисијата од 11 члена кој вчера го изгласа собранието, денеска ќе одржи консултативен состанок, а утре ќе седне и на прва официјална седница. Првиот човек на комисијата, Зоран Илиовски, вели дека иницијативата на опозицијата е осудена на неуспех, бидејќи нема да собере двутретинско мнозинство, кое е потребно за да биде изгласан импичментот. Според деловник имаме време од 7 дена да одржиме седници на комисијата и да изготвиме извештај за нашата работа. Денес планирам да го искористиме денот, бидејќи сите претеници сме тука, за еден консултативен состанок меѓу сите членови на комисијата и меѓу претеничките групи, да се договориме начин на работа на комисијата, во смисла колку седници ќе имаме, како ќе течат седниците, јавност, нејавност и така натаму, значи технички работи. И после тоа првата седница или почеток на седницата на комисијата на која што сум председател, очекувам, тоест планирам да ја закажам за утре. За пратениците од СДСМ и понатаму е спорно што имаат двајца наместо тројца членови во комисијата. Координаторот на пратеничката група Сугарески очекува реален извештај, но и најави дека составот на комисијата ќе го оспори пред управен суд. Ако ги гледате и бројките, ќе видите дека деловникот, согласно членот 206 став 2, е брутално прекршен, бидејќи таму стои соодветна застапеност на пратеничките групи и на пратениците кои што не се организирани во пратенички групи. Соодносот во собрание не е онаков каков што Комисијата за избори и именувања го предложи, да има ВМРО ДПМН 6 члена од 11, туку апсолутно е поинаков, меѓутоа очигледно дека тие не веруваја на никого, нити на СДСМ, нити на ДУИ, нити на ДПЈ, и затоа сакаја да има мнозинство, и целта нивна е да се напише таков извештај со кој што едноставно не да се осуди Иванов за постапката или да се потврди нашето барање за утврдување одговорност, туку едноставно да ја спасат кожата на Иванов. За ДУИ небитно е која партија колку члена има во комисијата. Најавуваат жестока собраниска расправа кога импичментот ќе се најде пред пратениците. За ДУИ секаква иницијатива која ќе оди на насока да докаже дека гласање на председател со инаетење, како што беше изборот на Иванов за председател против волјата на огромното мнозинство на албанците, донесување на одлуки со инает, каква што беше последната одлука за неодрживата аболиција на 56 имиња, е во истата линија со нашите позиции за непризнавање на легитимитетот на Ѓорѓе Иванов. Постапката за оценување на одговорност на председателот многу веројатно е дека нема да го добие потребното двутретинско мнозинство или 82 гласа во собранието, но и доколку тоа се случи, ќе биде потребно двутретинско мнозинство и кај уставните судии, кои ќе го имаат последниот збор и ќе треба да оценат дали председателот ги прекршил уставот и законите.